Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Петок 13. За натамошно проучување. Кога Божиот дух ќе владее со разумот и со срцето, тогаш обратената душа своите доживувања ги преточува во нова песна, зашто сфаќа дека во незиното животно искуство се исполнило Божето ветување, дека престапите и се простени и гревот покриен. Таа душа пред Бога искрено се кае за кршењето на Божиот закон и со вера го прифаќа Христа, кој умрел заради оправдување на човекот. Така, бидејќи сме оправдани преку вера, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос. Римјаните 5 глава, 1 стих. Меѓутоа, иако тоа го доживел, христијанинот не смее да ги прекрсти рацете, задоволен со оно што е сторено за него. Оној што сака да влезе во духовното царство, ќе види дека сите сили и страсти на необновената природа, помогнати од силите на темнината, се здружиле против него. Затоа, тој мора да го обновува своето посветување. Секој ден мора да се бори против злото. Старите навики, наследните склоности кон злото, ќе се борат за превласт. И затоа постојано мора да биде предпазлив, борејќи се за победа со Христовата сила. Силата на возвишениот, чистиот и благороден живот представува наша најголема потреба. Нашите мисли се премногу обземени со овој свет, а премалку со небесното царство. Настојувајќи да го постигне идеалот што го одредил Бог за него, христијанинот не сме за ништо да очајува. На сите им е ветено морално и духовно совршенство со Христовата благодат и со неговата сила. Исус е извор на силата, извор на животот. Тој радо ги става во движење сите семоќни сили на небото во наша полза. На секој чекор ние доаѓаме во допир со неговата животна сила. Елена Вајт, Дела на апостолите, страна 476 до 478 страна во оригинал. Прашања за разговор. Прво прашање. Какво е вашето лично искуство со ветувањето дека сте оправдани преку вера? Како тоа прекрасно ветување го променило вашиот живот? Како тоа ветување е поврзано со идејата дека и вие исто така сте воскреснале заедно со Христос? Второ прашање. Што значи за вас да мислите на она што е небесно? Дали е тоа поважно од правење земски добрини? Како да се најде рамнотежа? Трето прашање. Размислете, какво влијание има вашиот живот врз другите? Иако сме склони да размислуваме за тоа во контекст на нашето поединечно влијание, што е со нашето влијание како црква? Како вашата локална црква влијае врз вашата локална заедница? И четврто прашање. Да го прочитаме текстот од Колосјаните 3 глава 11 стих. Каде нема веќе грк ни јудеец, обрезание и необрезание, варварин, скит, роб, слободен, туку Христос е се и во се. Што ни кажува тој за единството што треба да го имаме во Христа?